Добар ден, ученици! Денеска имаме една нова лекција. Услови за живот на растенијата. Ова се адаптирани наставни содржини по предметот Основи на природни науки. Лекцијата за вас ја подготви наставничката Милица Серафимовска. Што им треба на растенијата да растат? Сигурно се прашуваш и ти. Ова се основните услови за растење на растенијето. Вода, воздух, почва и сончева светлина и топлина. Сонцето е извор на светлина и топлина. Без сонце растенијата не можат да пораснат. А зошто е тоа така? Преку процесот што се вика фотосинтеза, растенијата ја користат енергијата на сонцето за да произведат храна. Исто така, сончевата топлина е важна за растење на растенијето. Растенијата се приспособуваат за живот во различни услови. Така, кактусите живеат на високи температури, на места кај што има многу сонце и високи температури, топло е и влажно, а елките можат да живеат на планините со снег, на ниски температури кај што многу не преовладува сонцето. Вода. За да пораснат растенијата, им е потребна вода. Од каде добиваат вода растенијата? Се разбира дека знаеш. Вода добиваат преку облаците од дождот, од снегот, од дождот, од реките и езерата, преку систем за наводнување. А исто така и луѓето се грижат за растенијата, па ги наводнуваат. Без вода растенијата ќе се исушат. Растенијата дишат преку некои делови, како што се например листовите, и така ги разменуваат гасовите. Затоа е потребно воздух за да можат да дишат растенијата. И не било каков воздух, туку чист воздух. Почва. Почвата богата со минерали е хумусната почва и таа е услов за растење на растенијата. Но постојат растенија кои што можат да живеат и на каменити почви и на глинести почви. Така растението е приспособено за различни услови на живење. Уште еднаш повторуваме. Значи растенијата се приспособуваат да растат во различни животни услови. Бидејќи тие ни се извор на храна, луѓето треба да се грижат и да им обезбедат услови за живот на растенијата и да ги подобруваат условите во својата околина. Да се грижат за околината, а така да се грижат и за растенијата. Се надевам дека ја научи лекцијата. Ти благодарам што следиш.